реагираме и порачуваме дека учеството на јавноста во процесите на донесување одлуки кога станува збор за животна средина е клучно и е основниот елемент на демократското општество. Нашата држава има ратификувана Архуската конвенција, таа конвенција која гарантира дека граѓаните секогаш кога ќе има некој план, програма, закон, проект кој влијае врз животната средина, ќе имаат право да бидат информирани, да учествуваат во една широка дебата. Оно што ние го порачуваме, не сакаме власта да помисли дека ние постојано критизираме затоа што сметаме дека треба да критизираме. Напротив, ние го гледаме граѓанското движење и научната фела како ко-креатори на законските одредби, на планови, проекти, бидејќи кога заеднички се креира некое решение многу подобро отколку кога некој еден сам го креира решението. Повеќе глави се попаметни од една. Значи, нашата порака е дека конкретно за законот за урбанистичко планирање и овие нови измени кои по кратка постапка се донесува во собранието, требаше да има широка јавна и стручна дебата. Требаше да се вклучат сите засегнати страни, затоа што ако не се дискутира за последиците и ризиците од оние измени кои се планира, како ќе знаеме какви ефекти ќе има? И разбираме итноста на проблемот, ама исто така знаеме дека постои уште еден закон за урбанистичко планирање кој е нов и кој чека на негово усвојување. Така што не ја разбравме логиката зашто сега итно се носат овие промени по скратена постапка кога веќе се работи на ново законско решение. Пораката наша е насочена кон претседателката, бидејќи сега указот за законот е кај неа. Ние баравме сите заедно како здружение, повеќе од 20 на здруженија, баравме претседателката да не го потпише указот и да го врати законот назад, бидејќи мислиме дека има навистина многу јаки аргументи зашто тој закон треба да се дебатира и зашто не треба да се носи по скратена постапка.